Меѓутоа, ако тоа најважното го разбереме, што ни остава Христос, преку апостолите секако доаѓа ова, затоа што ако не го запишал апостол Јован, ова ние немаше да го знаеме. Но доаѓа преку апостолите до нас. И таја смисла која ни ја открива, ни се врзува како најважна смисла за животот. Да бидеме во единство со Бога, тоа значи дека можеш да бидеш само со еден Бог во единство, не можеш со два Бога. Или кога се случува некој да почитува друг Бог, не можеш да бидеш во единство. Затоа што тој е друг Бог. Ако е Бог, а ние не веруваме дека е Бог, е еден, само единствен Бог. Меѓутоа, тој замислениот Бог на другата вера, на другата религија, никогаш не може потполно единство да направи меѓу оние кои веруваат во Бога. Денеска се релативизира верата. Многу пати ќе се еден е Бог. Сите веруваат во еден Бог. Не, ова ни покажува дека не е еден Бог. Не е еден избог. Различни богови се предмет на верата на луѓето. Меѓутоа еден е вистински. Овој е вистинскиот Бог за кој Христос кажува, значи се откри самиот дека постои како Света Тројца. Која друга вера верува во Светата Тројца? Никој, затоа што човек не може ни да стигне до таму да измисли тако Бог кој ќе биде Света Тројца. Току сам Бог мора да слезе, за да се открие јас да кажа дека живеам како Света Тројца и тогаш да поверуваме дека Бог е вистинска Света Тројца. Ова се во контекст на настанот на првиот Вселенски собор, кој денес го празнуваме и славиме. Оците богомудри ги нарекуваме, биле толку богомудри што знаеле дека никогаш сам човек не може да биде носител на потполната вистина. Само соборно вистината може да се утврди. И тоа вистина 325 година до првиот Вселенски собор. Видите колку векови не делат од тоа. Но што се променило? А сега велат политичарите реформа на ова, тоа што било пред 10 дена, реформа треба да преживе наредните 10 дена. Тоа значи промена. Реформа значи промена. А ова што било во 325 година нема промена, нема реформа. Затоа што е вистина, која реформа да му ја ставиме на вистината утврдена од првиот Вселенски собор? Или на другите вистини утврдени на другите Вселенски собори? Ете таа е предноста, брајка и сестри, на христијаните. Нека ни се смејат, нека не прават, нека не понижуваат за тоа, меѓутоа ние знаеме дека едно имаме. Вистината ја имаме. И по таја вистина Господ ќе не суди, зашто и тој сам ни го кажува во прва свештеничка молитва. По тоа во тоа е Царството Божие, да те познаат тебе вистинскиот Бог и ништо друго. Добро, согласно на таа вера, ако го познаеме Бога, треба да го усогласиме и животот. Меѓутоа најважно, првиот чекор е верата. Замислите луѓе кои никогаш не стигнуваат до таа вера, да поверуваат дека тој е вистинскиот Бог, тој што се откри. Но Господ ни се откри за и ние да го дооткриваме, и така го дооткриваме преку верата што ја утврдуваме во Вселенските собори. Денеска го славиме првиот Вселенски собор, каде е осудено учењето на Ари, кој велел дека Синот Божи е вистина најголем меѓу сите створени битие, ама створен. А оците утврдиле за ние да веруваме така и ние веруваме така дека Синот Божи не е створено битие, ние да кажеме. Туку тој е нестворен Бог, од секогаш постоел, за секогаш постои. Ништо не може да му се додаде, ништо не може да му се одземе.
веднаш во времето заради нас и нашето спасение се роди како човек. Но тоа воопшто не треба да ни биде најважната работа. Во смисла во неговиот домострој, туку да сватиме дека тој предходно постоел како Бог и Син Божи и Спасител, уште пред векот да се створи, уште пред светот да биде створен, неговата Божјата промисла го одредува Синот Божи да биде Спасител на светот. Затоа ќе ви кажат уште многу рано Свети Иринеј Лионски да кажеме дека Бог го створи човекот за самиот да може да постане наш човек. Не толку совршено го створи. Замислете сега нешто несовршено да беше човекот во творбата, да кажам, и Бог да сакаше да постане човек. И сега е снисхождение, го викаме понижување Божјо. И ова е што Бог стана човек. Меѓутоа замислете да беше човекот мајмун. Толку безсловесен да беше и да требаше Бог да стане мајмун. Или друго животно. Но човекот се одделува од животните во тоа затоа што Господ го створи таков да се одделува од другите животни, за самиот да ја добие неговото тело. Неговата појава воопшто. Вајте тоа во овој ден, браќи и сестри, која ги славиме оците, не можеме да не се сетиме на нивното дело, на нивната ширина. Живееле во 4 век, велиме 325 година, како да живееле сега, во 21 век, зашто ништо кога не се променува од твојата вера, која била толку пред 17 или века, 16 века, и не се променува сега, се вика тоа напредност. Биле тие напредни или сегашната цивилизација е напредна, која води постојано кон заборав и пропаст и секој 10 дена потреба да реформи да станува. Ама ако ја сватиме, ако ја живееме таа вистина која ни ја кажува и Евангелието, која утврдуваат и оците на вселенските собори, ние имаме друга смисла. Воопшто нема да се поистоветуваме со реката која тече во наше време. Зашто одавна Хераклит рекол се тече. Се тече, навистина панда ри, ама треба да знаеме дека вистината не може да се менува во тоа течение. А ако ја утврди, а вистината ни утврдува, еве вака Евангелието, зборовите Христови се Евангелието, не Евангелието, книга кој некој си ја напишал и сега ние треба да веруваме. Како што постојат многуте книги. Туку Евангелието се самите зборови, самото учење на Христ. И затоа треба да го прифатиме без сомнеш. Можеме да докажуваме за тоа која книга кога настанувала, во која година е пишувана, кој имале влијание, дали имале влијание. Сето тоа е легално да се испитува. Ама на крај самата содржина никогаш не може некој да ја расколеба дека не е вистината. Зашто ако гледаме колку време поминало, тоа таа е вистина. Ете таа предност имаме, браќи и сестри, таа предност да зачуваме. Затоа што светот во кој живееме не познава ова, а Христос вели тоа е смислата на вечниот живот, да те познава тебе. Ако некој не го познава Бог, како може да очекува вечност, вечен живот? Тоа е исто како некој во непознато да оди во вечниот живот. Не, браќи и сестри, ние одиме во познато. Сега е познато што во свет како ќе се случува во идниот век. Ама ако живееме овде како што би живееле во идниот век, ако живееме така како што се живее во идниот век, сите ќе ни биде познато.
I tamo nема да одиме како странци, па да ни треба година да се запознаваме со правилата. Туку секи ни биде од овде уште спремно. Ето е работата и сега кога доаѓа Светата Педесетница, не подготвува црквата за тој голем настан, затоа што најголемиот настан од прилика после Воскресението е Светата Педесетница, затоа што Воскресението ни дава смисла за наше Воскресение, а Педесетницата ни го дава Духот Свети, во кој ќе обстоиме во овој свет додека стигнеме до Воскресението. И на крај, Духот Свети ќе не воскресе. Не можеме сами да воскреснеме. Нити Христос сам не воскреснал, туку Отец го воскреснал преку Духот Свети. Не може човек сам да воскреснал. Кој ќе умре, готово, завршена цела работа. И нема сила никако, ни нешто друго, ни да ја помртне раката, ако може да воскресне. Меѓутоа, кога е со Бога, тоа е возможно. Како да имате некој од страна посилен и на мртвој да му ја подигне раката. Така може Духот Свети секогаш да си игра, односно да ни даде живот внатре и сами да ја подигнеме раката. Тие работини на верата треба неизоставно да ги испитуваме, да станеме блиски до Бога. На тоа не повикува и ова правосвещеничка молитва. Кога читаме внимателно, многу пати треба да се чита, не исцрпна е со податоци ова правосвещеничка молитва. Меѓутоа, главната порака е таа, дека треба да бидеме со едниот Бог кој сам ни се открива. И тогаш во тоа единство се остваруваме потполно. Изгледаме ли од тоа единство? Ние сме безсмислени бити. Читаме кои луѓе од болка и тоа навистина треба да сериозно да го размислиме. Од болка размислуваат да се самоубијат. Меѓутоа, на крај то некаде легитимно е тоа. Големата болка создава големо разочарување кај човек. Неподнослива. Зборам за неподнослива болка, оние кои носат удар, да кажем некој без метаморфум или како се вика тоа, не може да ја издржа таа болка. Ама, ако е осмислен животот на човекот, тој низ болката ќе се раѓа на ново. А тоа значи во Господа е надежта. Ако Господ му ја дава, ако Духот Свети кој го чекаме, ни ја дава болката, има смисла болката. Значи треба нешто да направи. Како што се вари ручекот, не може неварен да го донесиме ако барат производите да се вари тоа. Е така исто и сите искушенија кои ни се појавуваат во животот. Треба да не направат совршени. Меѓутоа треба разлика да правиме, да ги прифаќаме. Значи, тешко е ако не ги прифаќаме искушенијата, односно проблемите кои ни се доаѓаат, да сакаме да ги отфрлиме, да сакаме да ги занемариме, да речеме имаме друга работа или не знам. Меѓутоа, ако ги разбираме, искушенијата тие сите се дадени само да подобри да бидеме. Ниедно не е случајно тие искушенија. А ако бидеме подобри ќе бидеме во сите аспекти. Ете, браќи и сестри, да не ве замарам повеќе, и самите знаете дека целата надежда е кој го очекуваме да следе на Светата Педесетница и тој да не води како што Христос им вели, ќе го испратам Духот Свети да ве води. Ама и тоа е голема лекција, да му оставиш Духот Свети да те води. Ние имаме често пати таква енергија на волјата, која не му дава ни на Духот Свети, моли ти седи на страна, бе. Јас што ќе кажам, јас имам право, јас имам слобода, јас си решавам за себе. Тоа треба да го избегнуваме, ама тоа да разпознаеме, кога ни кажува Духот Свети, кога сака да действува, кога нешто друго има план. А тој е толку ненаметлив, што никогаш не сила не може да се
Божия да ви обитава